Земјоделците кои се ангажирани околу жетвата на оризот реагираат поради казните што им ги пишува сообраќајната полиција затоа што ја загрозувале безбедноста на патиштата. Драстичен е случајот на регионалниот правец Кочани Зрновци на делницата од Клучката кон селото Грдовци. Неколкумина возачи на трактори и друга земјоделска механизација биле предупредени и заработиле пријави затоа што оставиле кал на асфалтот додека се движеле кон нивите. Нивните реакции се упатени до надлежните, со барање да им обезбедат соодветни услови за извршување на жетвените активности, со оглед што друга можност за движење со механизацијата немаат. Брзаме да ожнееме, плашаме се од времето, али немаме пат од дека друга страна. Милицијата не гонат, кал ствараме на улиците, али друг пат нема. Мораме на овај пат. Трокоти ставаме, се што треба, уредни, имаме штопове, жмигавци, се на тракторите. И пак има казни. И пак има казни. А ние сакаме да збереме житото, не е за друго. Тоа 2 дена, 3, да збереме житото и се тргаме. И чистиме колку можеме со лопати се тоа. Не можеме да го лижеме асфалт, што да правиме? Па и за сада сме кала, немаме спореден пат. Од дека да го изнесеме? Друг пат немаме, мора тоа биркета да го изнесеме. Од кај од друго место? Нема од дека. Кал сме изнесали, а ние чистиме калата колку можеме. Тоа бараме, да мора да го изнесеме, од дека да го изнесеме? Да литаме ли на рамо да го изнесеме, литајќи? Трактористите бараат поголема толеранција од сообраќајната полиција и во заедничка соработка да се обезбеди поголема безбедност на оваа и другите делници каде се уште се изведуваат жетвените активности. Освен кај себе, вина за намалената безбедност во сообраќајот земјоделците гледаат и во возачите на патнички возила, кои не ги почитуваат прописите, па на патот меѓу Кочани и Грдовци возат и со брзина од околу 100 км на час. Тоа според земјоделците биле причините поради кои доаѓа до сообраќајни несреќи, кои често завршуваат и со посериозни последици.